Абе, знаете ли колку сум болен? Како и цел град. Не, сериозно. Имам тоа... чекай се, порано беше лесно. Што имаш? Течев ми мрсоли и кашлам како куче. Ја имам инфлуенца Б. Како звучи, фенси, некако убаво, не? Што инфлуенца Б, викам, толку сум неспособен, не можев да фатам, бе, толку да сум неспособен, бе, Ми се јавив на доктор, викам, докторе, кажувај брзо, кажувај што да пијам, кашлам. Абе, викам, мора, не може тоа така, вика, ти треба да дојдеш, па да те преслушам, да те чуjem како кашлаш. Абе, еве како кашлам, еве. Не можеш да оцениш по телефон, викам. Еве овдека вечерва, знаете ли колку доктори има овдека вечер? Да ги поздравиме чуварите на нашето здравје и од Звезда, да ги поздравиме. Кај се само да видам. Еве бе, доктори, еве, вака кашлам. Ама он не може да ти даде сироп, не, он одма ќе го искомплицира. Па дали кашла респираторно, па дали кашла обституционално, па дали конгенитално кашля, па дали кашля продуктивно. Што продуктивно? Ја не сум крава поише продуктивна, поише да даjem млеко. Кој ќе ми ка продуктивно ли кашляш, бе? Јас сум, викам, имам инфлуенцер, јас сум инфлуенцер, викам, сега така кашлам, викам. Дај ми да. Знаете ли колку доктори има овдека вечер? Најдобрите. Сега да му се слоши на некој, нема кој да му помогне да го оправи. А знаете ли зошто? Зашто ова се врвните специјалисти, субспецијалисти во нивната специјалност, најдобрите овде. Сега да умирам, ја тука, некој да умира, он ќе стане, докторе, брзо, што? Умира човекот. Упатот матичен, прво да му напише. Ама умира човекот, не му е добро. Лабораторија, бриз од нос, од уво, од грло, од грс, од све, бризнавте, па после. Освен овие што се има тука и од приватно. Од приватно. Ти од приватно не можеш ги убедиш дека не ти е ништо. Ама ја еднаш бев на приватно. Се накашлам. 3 пати магнет правел. Му викам, уште еден магнет, ама викам, зашто уште еден? Правев еден. Не се гледа добро. Да. А и тоа е, викам, гледај, на 43 години тоа си факаш болести. И после го прашав докторот, викам, слушај, ја имам инфлуенца Б, сега како е, викам, треба да фаќам, како е редот, викам. Треба ли да фаќам? Ама кој ќе видиш на 43, значи имаш диабетис А, инфлуенца Б, хепатит С, ЦРП, високо или ниско, АЛТ, ЛТХ, ЛСД, тоа како се викаше? ЛСД, тоа другото, ЛТМ, МТН, уште ми остана ХИВ и AIDS и цела азбука ми е попуната више. Не, само Г ќе ми фали, Г. Г точката ќе ја немам сега, да се разбере. Па да бе, па на 43 години какви се муабетите? Нели на 40? Како бе, викам у кафана, нели правиш муабет ти со другарите или у друштво дома? И ти право, како може, викам, одеднаш муабетот спонтано од ова, брат, види ова на Инстаграм, види ова, за 2 минути муабетот е, кои лапчиња ги пиеш ти за притисок? Па и пием, а па ќе чекар па баргекин. Што? Ти ли пиеш, бе? Одма на маса станува конзилиарен состанок на фармацевти. Дали не сте приметили? Обавезно некој има болји апчиња од тебе. Кој ги пиеш? Какар баргекин? Абе, земи си ефералага бакаджан, бе. Што зба? Абе, брат, слушай, ми кој? Не, бе, брат, ја што има? Обавезно некој има доктор од Србија или од Русија. Еден доктор ми ги препиша мене, ми ги носа, знаеш, од Русија. И сега си земеш, ако се зама бакегин. Што збориш, бе? Тие се муабети тука фана, порано беше. Пипнел дека, брат, пипнел дека, виж, пипнел што сум на вчера. Знаеш ли што беше? Не се тому што вчера рачи. А сега муабетите се, брат, пипнел дека. Пипнел ова, бе, како ми, абе, тебе ти прави ли тебе овдека, ова, бе, ти прави ли тебе? Те пипнел, овдека, пипнел, бе, гледе, какво ми овдека, бе? Истите муабети, ме се различни од чувството. Абе, брат, бе, дезент.
И обавезно тука има надпревар на кој му е полошо. О, брат, пипни да видиш мене како ми е, гледај бе, него како ми прави. Ти си супер бе, гледи бе. Па не ти се ни слави роден ден, бе. Ти жена ми вика, шо да ти купам за роден ден? Викам, блок Макстрона, што е, тој гело што е за мачкање тука за кичме, тој за ладење што е малце да. Ама па за Валентайн сега болен си добив. О. Кафетин колд, пакетче, кафетин, сите, цела палета кафетин, сите си ги доби. Си легна детето, си легна. Ајде да наздравиме, ајде викам, сега ке ставам по еден шумечи. Чак. Никој нема да го... И од страв дека цел град е болен и дека нема некој да се појави, пошто гостили, не знам, доделувачи на награди, наградени, не знам што, за тоа све ни е дупло, да знаете. 7 водители имаме, 2 диригенти, 4 бенда, све е покането. И знаеш што се случи на крај? Сите дојде. Ова има да трае, ке ме молите да си идете. А иначе, ето, за тоа се шегуваме, дека се е исто, така. 28 години, се е исто, се е исто. Знаете, оваа говорница дури не е сменета. Оваа е, гледај квалитет. Оваа е 15 години, само ова е стара. Јас од Делово сите викат, леле, браво, вика, што убаво дело. 7 години е истото од Делово. Ја не знам ништо, кои идат на црвен тепик, па експериментираат вака облечено онака. Абе, облече од Дело, по Холивуд. Изгледаше прекрасно во тоа оддело, бе. Што ви е вас? Ранко Бубамара изгледа прекрасно во тоа оддело. Најнормално е во одделото да изгледаш прекрасно. Ранко дури изгледа убаво, викам. Ранко Петрович, ете. Тоа му одделото 2015-та, памтам, заедно го купувавте. Ама зашто друго, бе? Зашто друго да се смееме? Зашто се е исто, нели веќе спомнавме. Се е исто, ама не е исто. Зашто? Епа, го нема него, бе. Све исто njega нема, го нема, бе. Го нема да опали нешто, фали некој да опали нешто, да истресе нешто, знаеш? Фали човекот, фали да направи ginger balance. Фали да каже кај сте have a new year. Значи мене ми фали скандал, бе. Сега ова нови нешто, знаеш, нешто ми све ми, многу ми стерилно тоа. Знаете, абе, што знаете, знаеме, вие треба да знаете. Абе, знаете, нешто ми стерилно тоа, некако ми фали нешто да се случи. И знаеш што ме нервира кај новиве посебно? Сега што е општествена констелација. Ме нервира оној момент, ја ги доживувам како аутомеханичар. Знаеш, кој идеш на аутомеханичар и ти си бил претходно 5 години кај друг аутомеханичар и идеш сега на нов. И он одма те гледа попреку. И одма те прашува, дај да видам, кој ти го правиш ова? Еј, да видам, па што не идеш пак кај него? Така и они, не функционира овој закон, ова е пропуштено. Да видам, кој ви го правил овој закон? Па пропуштено, што да ти кажа? Така некако, така, и знаеш кој ме нервира највише? Коце. Значи, не може стендап човек да напише од него. Ја ќе напишам да искритикувам нешто, некој пат, нешто, Коце више го направи. Он со лопатата е цел ден. Еве, сега ние дека се забавljаме. Ако не е на автопатот Кичево Охрид, да ја. Што ти е, брате? Дури, па нема више што да отвараат дале, бе. Дури мислам дека неговите му викаат, Коце, Коци, што ќе се покажуваме? Ај, земи пругата направи, бе. Што ти, и што? Не, се е досадно, знаеш. Тук там некој ќе избега. Нели, ќе избега. Па што, па тоа не е ништо ново? Не е ни прв, ни последен. И башка, сите се потресуваат. Абе, тој избегал, а озлогласен. Чекај, малце. Прашете го како му е негов. Дали му е убав?
Баш као, зема ли патни трошоци тој ден кога избегал? Не. На свој трошок ли избега? Да. Додека не ми брцне од джеп, не ме интересира, бе. Па го виделе овој со Ферари, некој со Ферари, бе. Вие сте возели ли Ферари, бе? Не стварно, кој вози Ферари овдека во Скопје? Никој. Тоа што покажува? Дека не е квалитетно. Па ја не гледам нешто многу да ги возат, бе. Стварно не разбирам. Па ти знаеш колку е тврдо тоа, бе, човек. Да се тоа го препишуваат за вадење камења од бубрек на овие наши патишта. Па знаеш колку е тоа мало и тесно унутра, бе. Ти не смееш унутра да јадеш сендвич, ке се поправиш, не можеш да излезеш. Што се оптеретуват? Него знаете што најмногу ме здоболе? Што ја затворија, слушај ова, викам, гледај бе, до кај паднавме. Дојдоа и ја затворија Национална агенција за нуклеарни технологии и развој. Ништо ли не ви е светове? Зашто ја затворивте? Не работеле ништо. Па фала Богу, среќа. А замисли да работе. Па колку сме нестручни и некомпетентни. Пукне некоја нуклеарка тука со ураниум, ке се угушиме, бе, будали сте вие. Ја затворија, бе. Ама тоа треба да се остави за имидж, бе, кој ќе дојат странци, да бидеме некој фактор, да ни се плашат. Имате ли нуклеарна технологија? Има. Каде може да ја видиме? Каде се канцелариите? Па тука се. Може да ги видиме? Не. Зашто? Не ни работи лифтот. Пошто гарант, јас сум сигурен, не знам, ама тврдам дека била сместена у МТВ у големата зграда. Сигурен сум. Пошто таму све се некои агенции. Знаеш, кога ќе дојде 6 лифта се, ниеден не работи. Али околу све табли. Табла за агенција за олеснување верски заедници, табла агенција за олеснување, табла за отежнување на верски заедници. Значи све се, а све нови, Зоќо ги смени со Северна одма. Све нови табли. Све нови, лифтот не работи. Не, значи ја еднаш имам качено нагоре и отидов, има таму една второстепена комисија за, знаеш какви имиња? На 3 табли беше напишано вака. Второстепена комисија за одлучување за и ја отидов на 11 спрат. Па бе, второстепена, на втори ќе ја ставиш, бе. Не разбир, ништо не ми е јасно. И отидов нагоре, бе, 20 разбравме со женичката, со господјата таму, бе. Ове, јас ја 11, 14 спратам. Поведете, господи. А и она таму, кажи што треба. Она била на пауза, доле се стигнала. Викам, абе, овие документи. Ленче, дојди ваму, иде Ленче, друга канцеларија. Горе те чекаат за дефибрилатор. И ми вика, ти фали еден документ. Јас само се фрлив низ прозор. Само... добро, они даваат и падобран даваат, знаеш ли. Само чекав како се качувам негде на 7 да ме сретне онаа новинарката. Вредеше ли да се качете до тука? До тука не, нагоре. Зашто? Зашто ќе јадеме грашак. А убаво си размислив, јас и земав бурек. Кој ќе се накашла на црна листа е, да знаете одма. Јас се зазборев, а времето не гази. И од пријаска сакам да ве прашам, гледам, ме гледаат некои луѓе вака око корени, ама сега ми текна од Ред Булот. А па пола сала вака не се смее, викам ова, да не, јас сум катастрофа, ова не е интересно, бе. Од ботоксот и овакво боцкани се, бе. Оле, вака се смее.
Кој Раде Шербеџија? Мали.